8. мај, среда. Ова е предлогот на ВМРО ДПМН за одржување на предстојните претседателски и парламентарни избори. Првиот човек на партијата, Христијан Мицкоски, денеска истакна дека единствената недела каде што може да се поклопат вториот круг претседателски и парламентарните избори е 5. мај, но тогаш е Великден. Во пресред на одржување на споени избори за да се намалат трошоците, а истите да бидат споени, во редовен термин, Мицкоски предложи тие да се одржат 3 дена по Великден. Во минатото сме имале пракса, така беше на последните избори 15 јули 2020 година, да и во среда имаме избори. И затоа велиме дека 8 мај е повторно можен термин кога би се случил вториот круг председателски заедно со парламентарните, би имало 72 часа рокови за жалби, за одлуки и така натаму и да се фати рокот од 12 мај да може новиот председател да биде веќе инаугуриран. Мицковски повика да се изгради политички консензус за датумот на парламентарните избори. Да видиме дали од другата страна постои некоја логично размислување, здраворазумско, и да ја дефинираме целата постапка, порача тој. Додека ВМРО ДПМН нуди опции, од страна на СДСМ за сега молк. Нема ниту предлог датуми, а одбија и лидерска средба на која би се зборувало за можните опции. Предложија само работни групи во собранието, на кои би требало да се разговара за датумите. Но за сега таква средба не е закажана, иако и СДСМ и ВМРО ДПМН се согласија на тоа. Од УИПАК велат дека датумот за одржување на претседателските парламентарните избори треба да биде производ на диалогот меѓу политичките партии, на кој треба да се гледа во контекст на уставната реформа, а не од аспект на партиски интереси. Дуи најмалку е загрижена по однос на термините како можност да се помогне позицијата на партијата, бидејќи во било кое време нашата позиција во моментот е добра. Мислам дека тоа треба да го гледаме во контекст на уставната реформа, отколку во контекст на тоа како политичките партии ќе имаат интерес од било кој датум. И дел од аналитичарите и познавачите ја поддржуваат идејата за споени избори, првично заради финансиските причини, но и за да не се губи време во период када во светот се случуваат тектонски промени, а Македонија треба да си го бара своето место. Велат и дека заедничкото одржување на изборите ја намалува шансата за евентуален недоволен цензус за претседателските избори со кои тие би биле неуспешни.